Јас во едно мониторче овде ја гледам веќе Ивана, што значи дека веќе е подготвена на линк. Добро утро, Ивана, како сме ова утро? Добро утро, Искра, до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. На супер расположени кога се наоѓаме нели во убаво друштво и кога имаме да најавиме убав настан. Да, ќе зборуваме за она што ќе се случува вечер, односно со почеток во 19 часот во кафулето Концеп 37 ќе биде отворена официјално новата изложба на уметницата Моника Ризовска. Оваа изложба е насловена Патување, но секако за тоа како настана изложбата и што се ќе може да се погледне. Ние ова утро официјално ќе ви доловиме некои од уметничките дела, но повеќе за тоа ќе ни каже Моника. Добро ти утро, Моника. Честитки за уште една изложба која што на вечерва ќе биде нели официјално отворена, но ние премиерно во Добро утро секое утро ќе дадеме нели малку од она, ќе откриеме од она што кријат твоите нови уметнички авторски дела. Благодарам многу и фала уште една што сте поддршка. Моника, како настана еве ова изложба насловена Патување? Од секогаш што размислувала дека кога сакам да имам слики дома, сакам да ми будат позитивни емоции, значи енергија, да ме потсета на некое интересно доживување или патување, како што нели парфемот знае да ни разбуди некои мемории, така зашто да не и сликите. Затоа секоја слика, само што може да приметите, во принцип многу позитивна, има топли бои, добро, има и ладни бои секако, меѓутоа баш е во насока на ширење на една емоција што е позитивна, дали е љубов, дали е некоја потсетување на убаво доживување, патување некаде. Така што баш сакам секој што ќе дојде ја доживее изложбава како поттик плюс за ново патување, ново искуство, позитивно нормално. Така, од каде ти добиеве инспирација, мотивација? Мислам дека пред година и пол беше од прилика на истово место твојата последна изложба, па со што се хранеше еве во изминатиот период за да се создаде оваа изложба? Така, малку е предизвик да црташ кога си роди, да сум мало дете и второ на пат, ама навистина на мене инспирација ми било од секогаш патувањата. Искуството што сум ги имала на одредено патување, елементи што се поттик од некоја култура, традиција и секогаш сум гледала да остави некој беле како магнети што собираме, така се собирам и јас мемории што сакам да ги пренесувам на платната. Така, што се крие зад овие слики? Зад овие слики се крие баш она некоја љубов кон патување и емоции што треба да го поттикнат секој да истражува, да гледа да ги осознае новите места и да ги прошири своите видици. Така што баш се надам дека секоја слика ќе биде ново доживување и во контекст на тоа многу се радувам што и како склоп на оваа изложба ќе има и поетеса која што има напишано посебни поеми за секоја од овие слики. Така што се радувам што сликите не само за мене што биле инспирација, ќе бидат и за другите нормално млади автори што практикуваат поезија. Да, кога ги спомена младите автори, еве која е твојата порака еве до сите млади автори, до оние кои што сега се препознаваат како уметници и сега почнуваат да творат? Јас од секогаш кажам дека треба да се го негуваат својот талент. Се што е од Бога дадено треба да се негува, да се сака. Јас сум за третирање на секоја уметност или било што како хоби, без разлика колку сме зафатени во секојдневието, меѓутоа зашто да не го разубавиме својот дом со одредена вештина или талент. Ако го имаме тоа, мислам дека треба да се користи во таа насока да шириме позитивна енергија и емоции. Така, какви се техники употребуваш еве во твоите уметнички дела кои што ги создаваш? Така, јас сум голем љубител на акрил и масло на платно. Сакам големи формати, на оваа изложба има стварно големи формати на слики. Мислам дека мало парче хартија не е доволно да ги изрази сите мои емоции или не знам потреби за пренесување на таа уметност. Сакам пастел исто така, меѓутоа мислам дека техника што најмногу ми лежи е акрил, затоа што побрзо се нанесува и некако така одговара со мојот карактер.
Така ти посакуваме да имаш успешна изложба, да не застанеш тука, нели, иако со малите деца малку потешко нели се наоѓа време за да се негува хобито, но супер е и одлично е она што го правиш, така што се надевам дека можеби за повторно за година и половина ќе дојдеме на истово место со нова изложба. Така, благодарам многу. Да, ќе ве поздравиме од овде, каде што вечерва ќе се отвори во 19 часот, ќе имате можност да сите да дојдете и да ја посетите. Изложбата е од отворен карактер и да видите што токму работи Моника, односно да се запознаете со незините нови дела кои што ги работеше во изминативе година и половина. Изложбата се отвара во 19 часот, така што сите сте поканети кои што имате време, имате слободно време да искористите малку да поуживате во изложба и секако во убави дела. Ти благодарам многу, Ивана.